Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски на годинешното обраќање пред Комитетот за надворешни работи АФЕТ на Европскиот парламент побара да се прифатат 6 последователни препораки на Европската комисија за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската унија со цел да се врати кредибилитетот на процесот на проширувањето на унијата. На почетокот на своето излагање пред Комитетот за надворешни работи македонскиот шеф на дипломатијата посочи 3 точки на кои треба да се посвети внимание, а тоа се контекстот во однос на Солунската агенда на Европската унија и големото охрабрување за сите на Балканот дека процесот на проширување не е заборавен и оти треба да се придржуваат кон начелата. Како втора точка министерот Поповски го спомена националниот консензус, а тоа е дека Македонија потпиша спогодба за стабилизација и асоциација со Европската унија во 2001 година, стана земја кандидат во 2005 година и доби прва препорака за почеток на пристапните преговори во 2009 година, која од тогаш 6 пати е повторена од страна на Европската комисија, но истата Европскиот совет и земите членки не ја прифаќаат. Поповски како трета точка го наведе политичкиот контекст на Европската унија, а тоа е дека наредните 5 години нема да има проширување, што според него не е драматично, оти толкав период е потребен на кандидатите да го надокнадат она што им недостасува и пред се економски да ја стигнат унијата. Тој побара да се поддржат преговорите како инструмент што им дава на земите членки да се фокусираат на реформите и тоа е потребно на Западниот Балкан. Тука говорам за ситуацијата во Македонија. Не почнавме преговори не затоа што процесот долго трае, туку поради тоа што нема консензус. Одредени политичари тврдат дека доколку се задржи Македонија долго време во оваа состојба, дека ќе доведе до проблеми и мислам дека тоа е работа на минатото. Реалност е дека ни треба консензус и тоа е начин дека состојбата на сила е доминантна, а земја членка може да поставува услов што не е согласно со принципите на Европската унија. Меѓународниот суд од Хаг одлучи дека никој нема право да наметне друго име на демократски избрано од страна на оваа земја. Тоа не е причина да не се придржуваме со засилување на инаку добрите односи со јужниот сосед Грција и оти имаме заедничка политичка и економска соработка и тоа е причина да работиме, истакна Поповски. Собраниската комисија за деловничко и мандатно имунитетни прашања на денешната седница на предлог на нејзиниот председател Александар Николовски реши да му достави на председателот на Собранието Треко Велјановски предлог одлука за одземање на мандатите на пратениците од опозицијата. Врз основа на извештајот доставен до оваа комисија утврдено е дека во периодот од 10 мај до 10 ноември 31 пратеник од опозицијската СДСМ не присуствувале, не учествувале, ниту пак го известиле председателот на Собранието дека оправдано ќе отсуствуваат од 40 седници. Николовски рече дека овие 31 пратеник од СДСМ и коалицијата неоправдано отсуствувале повеќе од 6 месеци од работата на парламентот и врз основа на деловникот и уставот побарано е комисијата да се изјасни. Комисијата за деловничко и мандатно имунитетни прашања поединечно го констатира отсуството на секој од овие 31 пратеник и поединечно ја донесува предлог одлуката. Во меѓувреме лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев посочи дека ќе се почитува одлуката во врска со мандатите на пратениците од опозицијата, каква и да е. Финансискиот сектор во Македонија е стабилен со позитивни трендови. Раст бележат и депозитите и кредитите, кои се повеќе насочени кон поголемите предпријатија, а многу малку кон малите и средните предпријатија и почетните бизниси, беше истакнато на 12-та конференција за финансии, деловни можности и економски развој. Кредитите бележат раст од 9,3% на депозитите од 9,2%, а нефункционални кредити се околу 12%. Според вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставровски, стапката се движи кон 10% и овозможува соодветна поддршка на економијата. Дополнителна поддршка од 1 јануари следната година фирмите, особено стартап бизнисите, може да очекуваат преку фондот за иновации што го формира владата и кој треба да почне да функционира. На седница на владата следниот вторник ќе се разгледува евентуалното воведување државен испит за студентите и негово уредување во предлог текст, за кој потоа Министерството за образование и наука ќе организира јавни расправи, соопшти министерот Абдулаки Мадеми. Најверојатно на следната седница на влада следниот вторник ќе се дискутира за евентуалното воведување државен испит и за конечниот предлог концепт од наша страна. На истата седница ќе се дискутира и за реформите на педагошките факултети и Министерството за образование ќе излезе со предлог текст за закони. Доколку владата одлучи да има
државен испит ќе се утврди предлогот, како и предлозите за други закони кои се однесуваат на реформата на педагошките факултети. Ќе биде отворена јавна расправа 2 до 3 недели, па повторно Министерството ќе информира владата со посебен извештај за дебатата и за предлозите кои евентуално би стигнале до Министерството. И владата потоа ќе одлучи кој од нив ќе прифати. Понатаму ќе се утврдат како текстови и ќе се проследат до собранието, рече Адеми. Во врска со противењето на студентите кон најавената новина, Адеми рече дека нивните предлози сака да ги слушне тогаш кога Министерството ќе излезе со конкретен предлог. Марош Шефчович на 9 декември ќе се одржи претходно планираната редовна средба поврзана со проектот Јужен тек. Проектот за изградбата на гасоводот беше редовно на агендата на состаноците меѓу државите од Европската унија, низ кои е предвидено да минува и Европската комисија. Комисијата неколку пати беше домаќин на средби за изнаоѓање на решение за проектот да биде целосно согласен со европското законодавство. Следната средба беше закажана за 9 декември и ќе се одржи независно од намерата на Русија да го запре проектот, се наведува во писменото соопштение на Шефчович. Добитникот на Нобеловата награда за економија Пол Кругман смета дека главни виновници за кризата во еврозоната се Германија и поголемиот дел од европската елита, а не Грција. Кругман во написот за весникот Нью Йорк Таймс посочува дека најголем виновник е токму Германија.